Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Владата и Министерството за образование и наука обезбедија финансиска поддршка од 50 милиони денари за 1570 стипендии, наменети за учениците што ќе се запишат во дуалните паралелки во учебната 2025-2026 година. Секоја стипендија ќе изнесува 3500 денари месечно и ќе се исплаќа во текот на 9 месеци, со цел да се потигне интересот за стручното образование и зајакнување на врската помеѓу образованието и реалниот сектор. Според најавите во програмата ќе бидат вклучени 550 компании кои ќе понудат практична обука за учениците со цел стекнување реално работно искуство и подобра подготвеност за вработување по завршувањето на средното образование. Дуалниот модел, кој подразбира учење преку работа, е концепт што се применува во повеќе европски држави и се смета за ефикасен начин за надминување на јазот меѓу потребите на пазарот на трудот и образовниот систем. Сепак, додека институциите ја промовираат мерката како значаен чекор кон модернизација на средното стручно образование, дел од јавноста и експертите остануваат скептични. Дополнително недостасува подетална анализа за тоа колку учениците навистина добиваат квалитетна практична настава во компаниите и дали тие обуки резултираат со реални можности за вработување. Останува да се види дали оваа иницијатива ќе придонесе за враќање на угледот на стручното образование или ќе остане само уште една добро звучна, но краткотрајна мерка без трајни резултати. Стипендија од 3500 денари за ученици во стручно образование решение или само уште една илузија? Тоа е централното и главно прашање денес на црвена линија до сите вас. А сега кога сме кај прашањата, верувам дека веќе од вчерашниот ден се зголеми бројот на оние кои што не следат на Инстаграм. Ако не сте меѓу нив, секако заследете не од овој момент не само профилот на црвена линија, туку и профилот на Телма телевизија и кликнете веднаш на Инстаграм стори. Се разбира и на телевизија Телма профилот и на црвена линија профилот на Инстаграм стори е објавена денешната анкета. Дали сметате дека оваа стипендија е доволен мотив за учениците да се запишат во дуално стручно образование? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите конкретно во денешно издание на црвена линија. А секако верувам дека секој од вас низ ваше искуство, можеби во вашиот дом имате и подготвувате средношколци кои што навистина сакате вашите деца да стекнат занет и образование кое што ќе им донесе брзо вработување и бенефит во животот. Токму од тие причини, еве, и вие кои што сте директно засегнати од темата, ве каниме во оваа денешна дискусија на црвена линија. Доволно е да се заврти телефонскиот број 023070005 и секако веднаш да се намали целосно тонот на ТВ приемникот. Исклучително е важно, го повторуваме постојано, но тоа е тоа, повторувањето е мајка на знаењето, бидејќи особено ако немате искуство, а ќе посакате да се вклучите во црвена линија, ќе ни биде особено драго. Не заборавајте, веднаш повторувам, да го намалите тонот на ТВ приемникот. Ние сме подготвени да ве слушнеме вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Се слушаме. Повелете, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Вклучени сте веќе во црвена линија, па еве, кој ќе биде вашиот одговор на денешното прашање? Па да, во ред е што се дават 3.500 денари, да. Во ред. Имате повеќе секунди, еве, образложете зошто за вас ова е мерка која што е во ред. Па, во ред е бидејќи мора да има такви ученици со такво образование за на пазарот на трудот каде што треба, нели, за овие фирми што бараат работници за да бидат стекнати со такво образование по мене.
Имате се уште време, значи вие сте оптимист дека ова ќе даде резултати? Да. Па мора на младите да им се даде една основа за да почнат нешто да работат, бидејќи се иселуваат денобно, нели? Така да... Дали ви се чини дека ќе бидат мотивирани доволно со стипендијата? Па, може би не толку, ама 3.500 денари не се за намарувачки. Ние кога сме биле во школа, ни денар не се ни давале. Така да, мислам, 3.500 денари е окей. Сега колку толку важно не е безич, нели? По мене. Така. Добро, благодарам многу. Вие сте и првиот со кој што го започнуваме ова издание на Црвена линија. Останете со нас да слушнеме останатите гледачи. Еве, дали сметаат дека стипендија од 3500 денари за ученици во стручно образование е решение или само една илузија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Добар, Тинче, овде е еден повозрасен човек од 80 години, кој генерација порано сме биле ние и во стручно образование. Така да, тоа е добар потек на владата, меѓутоа нема да има добри резултати за тоа што има само теоретска на образување, а до душа треба да се поврзат со работодавачите, да можат и практично да ги извршуваат работа. Па тоа ќе биде целта на оваа дуална настава. Всушност ќе бидат вклучени 550 компании кои што ќе дадат можност и практична примена на знаењата. Тогаш ќе биде ова акција ќе биде успешна. Значи ќе имат мотив учениците да учат, али треба и да се дообразуваат само теоретски, него треба и практично. И затоа е многу битно да работодавците ги мислам анимират да може што може повеќе да идат на пракса, така да и плюс тоа треба да биде тоа, да речемо, работодавците да обезбедуваат работа после завршувањето на школувањето да ги примат на работа. Тоа е многу добра работа. Јас се надевам дека е добра мерка ова. Да. Добро. Благодарам многу. Има уште некои 7 минути, но секако се доискажавте. Благодарам и споделивте со гледачите на Црвена линија кои се вашите одговори на денешното прашање. Посетуваме стипендија од 3500 денари за ученици за стручно образование. Дали според вас ова ќе биде решение или само една илузија? Добар ден. Здраво. Здраво. Како прво, ова го третирам за популистичка работа од страна на власта, а од друга страна, еве и да ги земат по 3500 таму месечно ваѓа, така? Да. Сега ќе дојде крај година, ама набутал еден куп кесови и не го спасува никој, дури ни духот од Аладиновата лампа. И што правиме парите, ќе ги вратили? Што се инвестирало во него, нема да ги врати. Се дава стипендија, ама отчет, да видиме што си постигнат, до кај си стасал. Не само да ти го пунам джебот и да правиш мемунлуци таму по школите, а ништо резултати од тебе. Значи, ако да се даваат пари, да се дадат, ало да бидат успешни работи, бе. А ова некако мене повеќе на популизам и делува од страна на власта. Ја видам дека ова е претежно мерка за лоши ѓаци. Значи, не е баш сјајни ученици кои као ќе ги стимулираат со тоа што ќе добијат 3500 денари, ама па да има таму некоја тачка клаузула, не ли ја пройдеш годината, ама не со помош на трикои да ја пройдеш годината, тато, мама или таму главниот професор или директорот да ти биде врска, него да пройдеш со знаење. Поздрав, пријатно.
Благодарам за споделеното. Останете и вие сега со нас. Ве префрлам наку со онаму каде што и како можете да бидете активни дури и по завршувањето на Црвена линија. Станува збор за Facebook, нашиот профил се подразбира Црвена линија. Заследете го профилот на Телма телевизија. Црвена линија секојдневно паралелно ги објавува темите и на двата профила и очекуваме, се разбира, да дадете одговор на прашањето стипендија за учениците во стручно образование, решение или само уште една илузија преку коментари. Пристигаат коментари, продолжете да пишувате меѓу вклучувањето на гледачи во живо, секако ќе ги читаме и коментарите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Уште еднаш ве потсетувам, не заборавајте, Инстаграм е местото каде што можете секојдневно да бидете активни на сите оние анкети кои што ги задаваме како Црвена линија. Денес на Инстаграм, ако може ви да покажеме додека чекаме гледач да се вклучи. Ало. Добар ден. Добар ден. Еве во живо ќе ви ја поставам анкетата. Дали сметате дека оваа стипендија е доволен мотив за ученици да се запишат во дуално стручно образование? Да или не? Јас мислам дека оваа стипендија треба да биде мотив за да се учениците запишуваат на средните стручни училишта. Затоа што од гимназија не можат ништо друго да бидат освен да одат на факултет. Али повеќето ученици одбират ја гимназијата за да одат на факултет и никој не сака да биде ни молер, ни зидар, ни електричар, и затоа нема ни мајстори во земјата. Тие што се помладите мајстори избегаа у странство, а останаа старите што веќе не се способни да работат. Значи Македонија нема мајстори за поправки на многу работи. Исто така треба и овие што се фабриките да ги примат овие ученици кога ќе завршат овоа средно стручна школа, да и биде обезбедено прием за да бидат вработени на неопределено работно време и да и се даде соодветна плата за да работат тамо, а не да завршат средна стручна спрема и да бегат во странство и тамо да си го остават своето знаење. Значи, работата е у тоа што треба да се воде многу сметка кога се дават овие стипендии и на кого се дават. Благодарам многу за учеството и за споделеното со гледачите на Црвена линија. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија денес се го поставува до сите вас прашањето дали сметате дека стипендијата од 3500 денари за ученици во стручно, средно стручно образование всушност ќе биде вистинското решение или ќе остане само една илузија. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Па видете вака. Ова е една предизборна патка, ништо повеќе. 3500 денари ќе земат. Вистина ќе земат. Ама кој? Тие што беа сношти во Хераклеја, например. Некои ВМРО-вчиња, некои деца членови на Унијата на млади сили, на ВМРО. А нема да земат некои други деца, значи се ќе биде селективно. Сега, кој е тој што еве, например, нека биде се реално и едно друго. Сите работи. Кој е тој што ќе ги запосли нив и во кој стопанство? Само тоа би сакал да знам. 550 компании ќе бидат директно ангажирани во спроведувањето на практичната обука за студентите. Нема ништо да биде директно заангажирано, никој нема да ги прифати тие деца, едноставно ќе ги земат парите и се ќе биде така. Значи парите ќе ги земат тие што му се блиски, ВМРО што ќе ги избери. Моменталната влада е на ВМРО, така? Тие ќе ги земат и влен. Ете, тоа ќе биде работата, нема ништо да биде друго. Така да, јас не гледам ништо тука корисно, не гледам ништо салам, дај Боже да е се честно, ама нема да биде честно, то гарантирам, еве и сами ќе се увериме во тоа, ако се оствари оваа идеја, така да
Тоа е тоа. Така, благодарам многу за одговорите во црвена линија и активното учество. Останете и понатаму со нас. Во учебната 2025-2026 година учениците кои ќе се запишат во дуални паралелки и ќе ги исполнат условите за конкурсот, ќе добиваат 3500 денари месечно во период од 9 месеци. На реалниот сектор му е потребен квалификуван стручен кадар. Преку овие мерки и чекори се стимулираат младите луѓе да го продолжат своето образование во една од двојните паралелки. Понатаму доказ дека преку оваа мерка како влада ќе развиваме соработка со реалниот сектор е вклучувањето на 550 компании кои ќе бидат директно ангажирани во спроведувањето на практичната обука за студентите кои ќе се запишат во дуалните паралелки и како влада земаме конкретни чекори за подобрување на образованието и создаваме кадри кои ќе имаат можност, доколку не го продолжат образовниот процес на повисоко ниво, по завршувањето на средното образование да се вработат во една од компаниите. Вака се нагласува во соопштението за јавност. Црвена линија ве прашува дали ваквото стипендирање од 3500 денари за ученици во средно стручно образование ќе биде вистинското решение за потребите од квалификуван стручен кадар на пазарот на трудот или само една илузија. Добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, да ве слушнеме. Вака, видете, под услов, ако им се забрани за упис на повисока школа во наредните 10 години. Зошто го кажувам ово? Го кажувам од практичен пример. Вие денеска во средните стручни школи ви се сите 4 годишни, скоро ви се направија се може би 1 до 2 занајата кои се со 3 годишно, со тоа што имате право да завршите дополнително една година како вонредно и да станете 4 годишни и да се запишете на факултет. Тогаш, која е мерката на, ако вие стипендирате некого што утре нема да влезе во реалниот сектор да работи, туку ќе продолжи да работи, да студира? Еве, ќе гледам од примерот кај мене во фамилијата, ќе се зборам за моите деца се готвачи. Лазар Танев секоја година вади 90 кувари, по 3 класа ми се чини се. Ќе зборам за коварите. Ајде да направиме анкета каде се запослила минатата генерација од 90 деца. И дали се вработени. Еве до тука да почнеме, значи додека не прво статистички убаво не се направи едно снимање. Кај се движи младиот човек после завршување на средното образование, не можеме да воведеме ваква мерка која нема да даде резултат. Или да се реформира високото образование, каде што ќе мора да се лимитира кој ќе се запишува на факултет, а не како со сега што е плати 500 до 2000 евра и цепе на факултет и добива диплома гарантирано. Треба да имате селекција кого ќе му дозволите да се... Благодарам многу за учеството и да напомена особено за вас кои што ќе се вклучите за прв пат во контактна емисија како Црвена линија. Правилото е едно вклучување, временски трае 90 секунди, но секогаш сте добре додени за нови 90 секунди, така да можете повторно да го завртите нашиот број 023070005. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете, ве слушам. Значи, страшна работа. Какви лаици се јавуват луѓе. Да не ги коментираме гледачите. Дајте ни одговор, ваше лично мислење на нашето прашање. Вака сега ве замолувам. Тоа е и секако ќе ни биде драго да ве имаме, не да се исклучувате и секако не да се вклучувате и оние 90 секунди да ги користите за да ги коментираме нели гледачите и уште безмалку да ги навредуваме. Секој има право да си даде одговор на нашето прашање и сето тоа ќе потсетам, тука Црвената линија редовно се вклучува кога нели имаме говор на омраза или говор кој што излагање кој што содржи нели вулгарности, пцолсти и така натаму. Да бидеме доследни, да бидеме на нивото кое што секако е карактеристично за Црвена линија. Затоа со нетрпение очекуваме да ве вклучиме што е можно повеќе и да ни дадете одговор на тоа дали сметате дека ова
стипендија ќе биде и доволен мотив учениците да се запишат во дуално стручно средно образование. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Убав ден и вам. Ве слушаме во црвена линија. Бака, ние македончињата никош не ни е ништо свето. Што многу сме дали партиски врзани, се во ништо не веруваме. Значи, сето ова што е дадено, 3.500 што јас кога учев пред 50-60 години, немавме стипендија, немавме превоз, немавме ништо и учевме. Одевме на пракса, значи ако заслужи, и тоа е многу паметна работа што ќе има пракса. Значи, секој еден газда кој има добар ученик, добар работник, ја не верувам дека ќе го отпушти. А уште ова е додатно со му дава 3.500 што секој би се заонија, ама ние што не знам како, или сме партиски, или сме она, се не ни чини. Ја мислам ова е добар потек и би требало и понатака вака да се работи. Според вас, дали ќе биде доволен мотив за самите млади луѓе, дали се гледаат еве во ваквите професии? Тоа е многу важно, бидејќи е дефицитарен ваквиот кадар. Ама па сега види, занаетите бидна најценети. А фризерско на времето беше ништо. А сега фризер да бидеш, значи, една од најбарани струки. Па и угостителство, и градежништво, и сите струки се добри, ако некој сака да ги работи. Така да мислам, зошто да не би било. И младите имаат сега работа. На времето немаше кај да се запосли, што да. Сега ги бараат, ама не сака да работи. Така, благодарам многу за споделеното. Секако продолжете и вие да не гледате. Продолжете и да пишувате коментари. Фејсбук е просторот, профилот е Црвена линија, каде што можете активно да земете учество во оваа црвена линија. Со пишување коментар ќе ги читаме меѓу гледачите во живот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Многу важна напомена, додека чекам ново вклучување, ве молам само внимавајте на тоа правило да биде намален тонот на ТВ приемникот, за да можеме веднаш да се слушнеме. Добар ден. Добар ден. Ало, здраво Тина. Здраво, во Црвена линија сте, повелете, ве слушам. На Дамјан татко му тука што се јавува на квизот. Така треба. Едно семејство сме, а секако сме и граѓани на оваа земја. Така. И Дамјан и постариот син учат, постариот син заврши угостителското училиште Лазар Танев. И ова мерка од 3500 денари е стара мерка, не е од сега, пошто и големото дете зимаше стипендија и малиот сега ми зима стипендија и мислам дека е добра мерка, пошто знам дека секој, јас го работам истојот занат, угостителство, секоја година се зголемува бројот на ученици. Тоа е едно. Второ, например, и постариот син, еве го сега работи во Скопски мерак, од кога заврши училиште. Помалиот Дамјан оди во мериот на пракса, сега цел месец иде во пицерија некоја на пракса, на Рузвелтова, не знам како се вика. Ке си дозволам да кажам дека и го подобри успехот. Точно така, одличен е. Сега на кој начин ги добивале стипендиите, знам дека беше според успехот и според просекот. Сега како ќе биде оваа, дали ќе продолжи мерката, само се фала дека е нова, не знам. Меѓутоа, знам дека поред мене мерката си е супер и треба да продолжи. Не само, и тоа не само во средните стручни училишта, ако има, мислам, може и во другите. Благодарам многу за учеството во Црвена линија и голем поздрав се разбира до Дамјан. И драго ни е што тоа е оно што очекуваме во Црвена линија, да ве слушнеме директно преку вашето искуство. И во гледачот можевме да слушнеме дека и учениците кои што го изучуваат угостителскиот занет и учат во вакво средно училиште, добивале стипендија и многу предходно од ова што се најавува. Да ве слушнеме вас, еве дали сметате дека ваквите стипендии ќе бидат доволен мотив и според вас ќе има доследност и одговор за потребите на пазарот на трудот, кој што е исклучително факт во последно време дефицитарен со стручен кадар. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Голем поздрав до вас. Малку погласно ќе ве замолам. Да.
Мислам дека ова не е нешто ново. Го има уште пред 4 години. Син ми учеше во Димитар Влахов и взимаше стипендија од, мислам дека истата сума. Да. Нека ова власт, ова гарнитура не го лаже народот. Ова е старо веќе од пред 4 години. Така да взимаше само што како фризер 3 години, па вонредно после уште една година и за таа вонредна година не земаше стипендија, дека како вонреден не е редовен ученик. Меѓутоа, не се власта да го лаже народот дека е ново некое. Се ова е старо, не може би од овие стара новата гарнитура, но сепак добро да ги мотивират младиве деца на стручно нешто. Не можеме сите да бидеме, не можеме да најдеме некој си мајстор за било која струка. Фала ви многу, имајте убав ден. Големо благодарам и вам што бевте дел од оваа црвена линија и што еве директно од ваше искуство споделевте со гледачите. Продолжуваме понатаму, ајде да ве прифрлам и на Facebook, ќе ве подсетам, пишувајте и тука се со цел се разбира и тоа се одговори кои што сакаме да ги споделиме со гледачите. Атече Малик напишала: 3500 динари не го решаваат проблемот, но се барем почеток. Добро е што конечно се вложува внимание во средното стручно образование и се отвара можност за практична работа во реални компании. Но дали 3500 динари навистина ќе мотивираат млади да останат тука и да се изградат како стручни работници? Тоа е 100 денари на ден, доволно за автобус и еден сендвич. Без сериозни системски промени, ова може да остане само убаво спакувана илузија. Модернизација значи подобри услови, реални наставни програми и фер плата по дипломирање. Стипендијата треба да биде дел од тоа, не маска. Благодарам, Атиџам, за активното учество во црвена линија, но од претходните двајца гледачи кои што се родители чии деца изучуваат стручно средно образование, еве дознаваме дека доделувањето на стипендиите не е нова пракса, туку се случува последниве години. Добар ден! До гледачите, ве молам сега код режија ќе ве превземат, задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот, за да имате впечаток веднаш дека сте вклучени, што е факт, доколку не го сторите. Тоа ќе имате на ум дека некој друг зборува наместо вас, ќе ви се слуша ехо и навистина, еве, можеби вака ќе добиете чувство дека воопшто не сте вклучени и ќе се исклучите. Ние тоа не го сакаме, напротив, сакаме токму директно од вас, низ призмата на вашето искуство, еве да и став секако да ни откриете кој е одговорот на нашето прашање, како гледате на овие стипендии од 3500 динари, дали пред се доволен мотив за младите да се одлучат за средно стручно дуално образование, кое што воедно паралелно при совладувањето на теоријата ќе има возможи совладување на практични знаења и секако веднаш потоа и вработување во компаниите. Добар ден. Добар ден. Ало? Во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Голем поздрав имате од Битола. Благодарам, поздрав. Ваша речи си постојана гледачка. Драго ни е, поздрав и до битолчани преку вас. Сакам да кажам во врска со темата нешто. Ова стипендија што се нуди, мене ми се чини дека ништо нема да броди со плод, затоа што слушајќи го народот опште низ Битола, јас доста се шетам, сите луѓе се така разочарани и сите го гледаат излезот некаде надвор од државата. Затоа што премногу оваа земја е исплачкана и лажена, луѓето никако немаат доверие во ништо. И верувајте ми, да бидете здрави и живи, вие младите, јас сум постара особа, дека од оваа земја ништо нема да биде. Се е лага ми се чини, ништо немаме како што треба. Цел систем распаѓа. Ние понатака ништо нема да направиме, тешко на деца, тешко на млади вевак. Многу жалам што е состојбата ваква. Ќе живеат само оние во власта, другите луѓе готово.
Сите се изгубиле надеж во се, верувајте, слушам од сите усти ова. Ова го кажувам дека е од сите, не само од мене. Многу ви благодарам на остапеното време и голем поздрав и убав ден да си имате и натака. Многу сакам да ве слушам и гледам. Благодарам многу, драго ни е што сте и вие дел од Црвена линија, се разбира активни и директно се вклучувате во комуникацијата, односно во секоја една наредна дискусија на Црвена линија. Останете и понатаму да следете го издание на Црвена линија, бидејќи продолжуваме секако со вас, гледачите, како граѓани. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме? Да, во Црвена линија сте, повелете. Јас сум Роме, така? Роме, ве слушаме, во Црвена линија сте. Ево, двај доби. Ко учев, нема стипендија. Ама пак научив. Тога во време на Југославија нема стипендија. Ама учевме, а со учење може да бидеш знаење. И за ова што дела стипендија, Мицкоски е многу добар човек. И добро е за тие што немаат пари да име стипендија. Ние во фамилијата наша не бевме сиромаси. И јас учев школо, станував кај сестра ми, што беше мажена во Охрид. Таму учителка. И после студира во Битола. Ви се чини ли дека и оваквите стипендии ќе ги мотивираат младите да се ориентираат кон изучување на стручно образование, односно да стекнуваат вештини, знања, занаети и така натаму? Да, порано имаше и во време кога бев јас млад, имаше такви училишта за занаети во време на Југославија. И сега има, но дали ќе бидат мотивирани младите, еве тоа што мислите? Па треба да бидат. Че тоа без знаење. Без учење нема знаење. Треба да учиш за да знаеш. Така е, Тина? Секогаш. Благодарам за јавувањето, за споделените одговори. Продолжуваме со вас и подсетуваме за оние кои што подоцна се вклучија. Она што се најавува страна на владата и Министерството за образование и наука е дека е обезбедена финансиска поддршка од 50 милиони денари за 1570 стипендии наменети за ученици што ќе се запишат во дуални паралелки во учебната 2025-2026 година. Секоја стипендија ќе изнесува 3500 денари месечно и ќе се исплаќа во текот на 9 месеци со цел да се потикне интересот за стручно образование и заекнување на врската помеѓу образованието и реалниот сектор. Од двајца гледачи чии деца се дел од средното стручно образование, стекнуваат знања, ни открија дека годиниве наназад вакви стипендии постојат. Па еве, дали со ваквата најава всушност ќе бидат мотивирани нови генерации да го ориентираат своето знаење кон потребите на пазарот, а тоа е да имаме стручни кадари кои што ќе обезбедат занаети кои што се неопходни. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Јас сум една од тие што на времето кога заврши 8 одделение од Прилеп дојдов тука да учам средно стручно забарско училиште. Јас бев пресрекна кога се запишав во тоа училиште и постоеше еден клас забари и еден клас забни техничари. Кај нас во одделението бевме 30 ученици, 17 бевме од внатрешноста. Ние имавме надпреварувачки дух, се радувавме на денот и се надпреварувавме кој повеќе питки ќе добие. Го јадевме сендвичот на големиот одмор, читајки, спремајки се за наредниот час. Значи, идејата да се запише дете во средно стручно училиште е прекрасна. Прекрасна, советувам што повеќе од младите кои не ќе успеат да се запишат во гимназиите,
бидејќи желбата нивна е претежно да одат во гимназија, сите да се определат во средно стручно училиште, затоа што таму ќе дојде до израз нивната способност, нивната надареност. Ние имавме 3 часа пракса и 4 часа теорија. Работевме на... Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Подсетувам дека време траењето за едно јавување е 90 секунди. А кога сме кај време траењето, дојде времето да ги погледнеме рекламите. Сега кога останете до крај со ова издание, бидејќи по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Ајде по рекламите да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Уште еднаш ве подсетувам, ако не следите таму, заследете не, што поскоро учествувате и во утрешната анкета. А еве ги резултатите од денешната. На прашањето дали сметате дека оваа стипендија е доволен мотив за ученици да се запишат во дуално стручно образование, со да одговорија 33%, со не одговорија 67%. Почитувани, најнапред благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што ви припаѓа вам, го креиравте со вашето учество и одговори, а секако секогаш за да бидете целосно информирани, квалитетно и брзо, се знае, кликајте на telma.com.mk. Се гледаме утре.